Сериозни неправилности и сомнежи за злоупотреба на јавни пари откри Заводот за ревизија во работењето на државната лотарија лани. Со анализа на сметководствените книги и електронски системи, утврдени се нелогични трансакции вредни речиси 2 милиони евра. Ревизорите наведуваат дека постои сомнеж за злоупотреба на овие пари. Дневниот пазар не бил редовно уплаќан на банкарските сметки. Направени биле само 2 уплати во годината, но и тие не биле од дневна продажба, туку од пари подигнати од една сметка и уплатени на друга. Во фондот за добивки, според извештајот, недостасуваат над 1 милион евра. За 3 игри со скапи награди, како станови, автомобили и електрични скутери, воопшто не постоела евиденција, што според ревизорите отвора можност за неосновано присвојување. Набавки се вршеле пред одобрување на правилата од Министерството за финансии. Лани за рекламирање биле потрошени на 3,5 милиони евра. Средствата за маркетинг се 10 пати зголемено во однос во 2024 година во однос на 2020 година и исто така мислам дека имаме огромно зголемување во делот на она што значи трошоци за продукција, каде што во самиот ревизорски извештај се наведени информации дека одредени емисии или продукции воопшто не се доставени и извршено плаќање. Имаме сомнеж и тоа го истакнуваме во делот на она што значи набавка на електронски апарати за приредување на игра на среќа, каде што и истите се платени некаде 9 милиона евра, меѓутоа истите не се ставени во употреба и имаме сомнеж во делот на користење на закон на деловен простор, каде што одреден временски период, некаде околу 6 месеци, тој воопшто не се користи, а се извршено плаќање кон тоа. Ревизорите утврдиле дека биле ангажирани 195 лица со договори за дело, од кои 75 воопшто не доаѓале на работа, а за тоа биле исплатени речиси 242.000 евра. Дополнително, откриени се неправилности кај службени патувања, гориво и репрезентација. Со пари од лотаријата биле плаќани и лични трошоци, облека и сувенири. Државниот завод за ревизија за сите овие состојби ги известил финансиската полиција и обвинителството. Реагира од државна лотарија, оттаму велат дека треба да се направи јасна и суштинска дистинкција помеѓу периодот на управување од страна на претходното раководство од СДСМ и ДУИ и периодот на работење под новото раководство. Особено нагласуваме дека новото раководство, веднаш по преземањето на функцијата, проактивно и транспарентно се обрати до Државниот завод за ревизија, со барање со кое иницираше целосна ревизија на финансиските извештаи и на целокупното работење на друштвото, со цел утврдување на фактичката состојба, идентификација на евентуални неправилности, наследени од претходното раководство и воспоставување засилен систем на финансиска дисциплина, отчетност и законитост, велат од Државна лотарија. Мартин Арсов, Сител телевизија.